Општинското основно училиште 11 октомври доби нов директор, односно директорка на која ја посакуваме успешна и плодна работа. Во август оваа година, согласно Закон за основно образование, беше распишан оглас и беше спроведена постапка за избор на директор. Одлуката на училишниот одбор за избор на директор во законски рок беше доставена до градоначалникот, кој поради целосно тенденциозни причини истата не ја подпишува, односно не го назначува избраниот директор. При тоа, градоначалникот дава целосно несериозно образложение за непочитувањето на одлуката, во кое најпрви се вели дека е на одмор, а подоцна како причина наведува некаква петиција во училиштето. Со ова, уште еднаш покажува дека има основно непознавање и непочитување на Законот за основно образование, според кој изборот на директор го врши исклучиво училишниот одбор, а градоначалникот е должен таа одлука да ја почитува. Поради тоа што одлуката на училишниот одбор во основното училиште 11 октомври не беше подпишана од страна на градоначалникот, согласно законот истата беше доставена до министерот за образование и наука, кој почитувајќи ги сите законски прописи го назначи избраниот директор во училиштето. За разлика од ова училиште, во Општинското основно училиште Крсте Петков Мисирко, за период од неполни 3 години се сменети дури 7 ВД директори. Минатата година во ова училиште на распишан оглас од страна на училишниот одбор имало пријавен само еден кандидат кој ги исполнувал сите услови за избор на директор. По целосно спроведената постапка, иако ги исполнува сите услови, училишниот одбор без образложение не го избира овој кандидат. Во август оваа година, истото сценарио. Повторно училишниот одбор распишува оглас за избор на директор, каде се јавува само еден кандидат кој ги исполнува условите за избор на директор и кој повторно без никакво образложение не е избран. Училишниот одбор на ова училиште очигледно е на ставот дека поставувањето на ВД директор и нивното постојано менување е подобрата опција, иако во самото училиште постојат наставници кои имаат положено испит за директор. Се поставува прашањето: дали на тој начин некој сака директорите постојано да работат под притисок и под нечија директива? Сите овие превирања и постојани промени во раководствата на училиштата директно ги засегаат и нашите деца, кои се иднината за која секојдневно се бориме. Како политичка партија, сметаме дека јавноста треба да биде запознаена со случувањата во основните општински училишта и се надеваме дека нашите наставници и дечиња ќе бидат ослободени од стегите на политичките препукувања, како и од политиканскиот и тенденциозен однос на општинските власти.